Во рамки на фестивалот Есенски музички свечености в четврток 21 ноември со почеток во 20 часот во Музеот на македонската борба за државност и самостојност ќе се одржи концертот со наслов Балканско патување на Пламенка Трајковска гудачки квартет. Ова беше повод утринава да дојдеме тука во Македонската филхармонија, матичната куќа на виолинистката Пламенка Трајковска, во која што работи веќе 30 години. Пламенка, здраво, добро утро и ајде да ги слушнеме информациите за долго очекуваниот и најавуваниот концерт Балканско патување. Добро утро, Ирена. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Ми е навистина драго дека можам да ве поканам на нашиот концерт со наслов Балканско патување, каде што ќе настапиме како гудечки квартет и ќе изведеме познати композиции од балканските простори. Практично за овој концерт идејата е земена од филмот Чија е оваа песна, значи каде што се обработува темата дека голем број на композиции екзистираат на балканските простори, имаат иста музичка линија, имаат можеби и ист или сличен ритам, меѓутоа сите одделни држави сметаат дека се тоа нивни песни. Од тука дојде иницијативата или идејата дека навистина може да се направи едно музичко истражување каде што може да се осветлат или да се откријат голем број на такви композиции кои што од една страна се предизвик за нас како музичарите да ги откриеме, да ги истражиме и да ги донесеме на јавноста како нови балкански музички слики кои што ќе имаат само еден поднаслов балкански, бидејќи верувајте дека низ истражувањето откривме навистина голем број на такви композиции. Уште една предност која што имаме и нормално ја користиме, тоа е дека ние сите тие композиции ќе ги изведеме со гудечки квартет. Значи ние нема да имаме текст во композициите, што е уште еден предизвик за слушателите кои што ќе дојдат на нашите концерти, точно да откријат од каде доаѓаат тие одделни композиции. Во гудачкиот квартет покрај мене ќе настапи виолинистката Милена Гиевска, Љубица Бошковска и Александра Јаневска на виолончело. Овој концерт е поддржан од Министерството за култура, кој се исто така беше дел од факторите што возможија да се реализира овој концерт. Навистина, Министерството за култура го поддржи нашиот концерт, тој што беше во Битола, тогаш премиерно го изведовме концертот, меѓутоа овој концерт е со поддршка на Дирекцијата за култура и уметност и со Сдруженијето Пламенка Трајковска мали камерни состави. Да напоменеме дека влезот е слободен, па еве и да ги поканиме сите што сакаат да уживаат во програмата на Балканско патување со Пламенка Трајковска гудачкиот квартет да дојдат в четврток од 20 часот во Музеот на македонската борба. Не можам да не го искористам овој момент, Пламенка, да прашам и за документарниот филм Voice of My City, кој што неодамна се снимаше во Белград, а кој што те вклучува и тебе. Може ли малку да ни кажеш како дојде до таа соработка и нешто повеќе за самиот филм и неговото значење? Значи, јас бев избрана како една од композиторките кои што се од балканските простори во проектот My City, My Voice, каде што бевме поканети секој од нас да создаде композиција која што се базира на звуците од низиниот град. Така што јас како инспирација ги најдов звуците на реката Вардар и тие исти звуци ги инкорпорирав во мојата нова композиција со наслов Ламенто Вело, каде што повторно, еве сега бидејќи се надоврзуваме на балканскиот проект, спојувам две традиционални композиции од Македонија и од Босна. Тоа е композицијата Си заљубив едно моме и Жуте дуње од Босна, кои што практично имаат иста мелодиска линија
линија, меѓутоа различна ритмичка структура. Снимањето на композициите се одвиваше во Белград, во студиото Шум, а за време на снимањето исто така се направи еден документарен филм во кој што секој од нас зборува за незината инспирација, за незиниот град и практично промоцијата тука кај нас беше пред 10 дена. И за крај да го спомнеме уште еднаш 30 годишниот јубилеј твој како дел од оркестарот на Македонската филхармонија, кој што практично ќе се одбележи со концертот што ќе се случи на 28 тука. Да, токму така на 28 ноември има 80 годишнина од создавањето на Македонската филхармонија. Јас сум дел од филхармонијата, значи веќе 30 години и ете исто така ги поканувам гледачите да не дојдат на тој јубилеен роденденски концерт. Очигледно дека имаме навистина прекрасна есен исполнета со многу убави музички случувања на задоволство на публиката, а сосема сигурно на задоволство и на вас музичарите. Ти благодарам за разговорот, Пламенка. Благодарам за поканата.